Нас го имаме Филип Петровски, нашиот познат моден инфлуенсер. Здраво Филип, како си? Здраво Стефан, добро ти, како си? Одлично сум јас, фала на прашање. Како ти се допаѓа овогодишниот настан на Убавена и здравје? Искрено интересно е, пошто е нели под маски, пак ќе кажам, многу убави ми стојат на сите маски, бе. Така да многу интересно и треба почесто да има вакви идеи за било што, не само за овој настан како настан, него општо. И друга година и по друга треба цело време да има вакви некои интересни ствари. Моментално приметувам дека ти немаш специфична маска, но претпоставувам дека твоите очила се твојата маска на вечерта, како и твојот извонреден стил. Така, да, јас одлучив да носам вакви научарчиња, нешто поинтересно да биде, наместо маска. Сепак неќам нели да се скривам толку, пошто ипак имам и некоја мала фаца, со маска би се покрил скроз. Така да, скроз со стил да ми иде вака. Дали мислиш дека луѓето под маска се чувствуваат послободни? Па мислам дека да. И затоа кажувам со причина дека на некои луѓе многу им стојат маски, пошто баш тие се кријат цело време зад некоја си маска. Така да, потврдно е. Значи одговорот е двосмислен. Па и потврден и двосмислен нека биде. Сите ќе се најдат во тоа. Ако можеш еден ден да бидеш анонимен, што би направил? Анонимен? Не знам, јас би го искористил тоа за дефинитивно да одморам. Буквално да одморам од социјални мрежи, од работа, од све. Онака да се исклучам скроз. Негде, било каде, само да бидам сам и да уживам малку со себе, сам со себе. Кое место би било идеално за одмор? Па нека биде некој остров, не е битно каде, само остров да биде. Кој момент од твојата кариера ти е најдрагоцен до сега? Можда лани. Можда лани и 2018-та. Крај на 2018-та, пошто тогаш почнав со Инстаграм, тогаш го отворив Инстаграмот и тогаш почнав онака баш се да иде како што треба. Тој период. Имаш многу добар стил. Од каде ја црпеш инспирацијата за твојот стил? Ти благодарам. Инспирација па и немам, некога гледам да комбинирам некои парчиња што знаеш, онака ќе ми стојат. Али секад стилот ми го вадат накитот на очарите или патики кондори што и да е. Тоа дефинитивно се мој фаворит, нели? Што е тоа што фановите би се изненадиле да го дознаат за тебе? Дека имам двајца браќа и една сестра. Филип, дали си заљубен? Па сите сме заљубени, така да дали има некој или нема, секад мислам дека сме заљубени. Која е најстрамната ситуација што ти се има случено во јавност? Во јавност нема, ама ми се има десено по група да пратам погрешка гола слика од мене тоа на работа со сите таму. Да... мислам многу незгодно тоа, мислам дека пропаднав у земја скроз голо. Само прстен. Која е тајната за твојата самодоверба, Филип? Тајна? Па не знам, јас сум таков човек пун со енергија, кога ќе станам јас секад сум онака, се е окей, се е добро. Така да немам некоја посебна тајна, него сум таков енергичен и цело време фул со енергија. Нема некоја тајна тука околу тоа. Во ред, Филип, фала ти многу.